Во последните неколку години, особено во периодот на декадата на ромите, образованието е тема за која многу често се дискутира за образовните достигнувања на ромите и создавање на квалитетен високообразовен кадар. Во тој процес на образование, Сдруженијето Ромаверситас во континуитет ги следи младите роми кои што се одлучиле да станат идни академски граѓани, па за таа цел на младите роми им нуди можности за дооформување на нивниот образовен профил. Една таква активност е менторството, кој представува процес на давање на поддршка и совети на младите роми од страна на реномирани професори. Таков е и случајот со тројцата студенти кои пак велат дека менторството е од особен придонес за нив при процесот на образование. За мене менторството представува голема поддршка и помош за развој на моите академски животни цели. Со менторството стекнав многу знаење и вештини за комуникација, соработка со останатите, презентацијски вештини, изработка на семинарски трудови, исто така ми помогна многу во полагањето на испитите. Едни од работите од кои што можам да ги издвојам, што ги сработивме со менторката, се изработката на CV-то. Јас не дека не знам што значи CV и како се изработува тоа, туку не ми беше спремно за во моментот да аплицирам за некаде. Сега, значи, можам во секој момент и за било каде да аплицирам. Исто така, јас работивме свот анализата и си открив многу страни, јаки и слаби, што не сум ги знаела досега. И исто така можам да издвојам една од најинтересните работи ми беше Dream Book, креативната книга. Таа представува книга на поставените цели. Таа може да биде ноутбук или било што како тетрадка нешто во тој вид и да си ги пишуваш своите цели со креативни фигури, креативни зборови, креативни идеи, што навистина представува како спектар од бои и можеш слободно да креираш и да твориш во неа и како што вели менторката да си играш со неа. Менторството е битна активност која што помага во надоградување на самите нас како студенти и мислам дека менторот има главна улога во тоа за успехот и за нашиот успех во текот на нашето студирање, поконкретно во првата година на нашето студирање. Јас, моје лично искуство со менторката ми помогна во однос на тоа да се надоградам себе си и да бидам повеќе мотивиран за да можам да ги положам сите испити и исто така и успеав во тоа. Имавме, например, техники за ефикасно учење, каде што нам ми помогна ми најде начини како да го следам материјалот, исто така како успешно да го положам. Исто така голем дел имаше професорката во однос на мотивацијата, бидејќи програмата е нова и потребна многу мотивација, таа многу не мотивираше и ни помагаше во однос на тоа. Исто така професорката за мојот личен развој споделуваше многу информации, Erasmus Plus програми, младински размени, каде што јас сум учествувал во тоа и каде што научив што всушност представува тоа и како да бидам дел од општеството. Во образовниот систем мислам дека недостиг е тоа што во високообразовниот систем нема такво нешто како менторство, бидејќи особено за бруцошите, мислам дека ова е многу битно, поради тоа што помага во адаптирањето на самата средина и помага во унапредувањето, затоа што првата година е исто така многу битна година, каде што ти влегуваш во нова фаза од животот и треба правилно да влезеш. Доколку скршнуваш, нема да успееш. Лично го гледам менторството како шанса, односно можност, за ние студентите роми подобро да се снаоѓаме во целиот академски живот и текот на нашите студии. Всушност, целта на менторот или зошто постои менторството е всушност да бидеме на некој начин поддржани и цело време да имаме поддршка која ќе биде дадена од менторот. Со тој начин што ќе не советува например, во некои процедури кои ќе одат при текот на полагање колоквиумски, текот на правење семинарски или одбрана на тие семинарски преку презентации. Например, исто не мотивира
Ако во случај наидам на некој тешок предмет и велам јас не можам веќе, таа вели не можеш, значи на некој начин ни дава голема мотивација. Односно, со некој збор може да се каже дека влијае во развојот и успехот прво на нашите лични академски, а потоа и на кариерните цели. Исто така, менторството најпрво се заснова на взаемен однос, на доверба и почит меѓу професорот и студентот. И се случува преку емаил, најчесто се договараме да закажеме средба и стриктно се договараме на која тема ќе се работи на таа средба. Но, например, кога отидам да се сретнам со професорот, може најпрво тоа што ме прашува е како сум и дали останува на таа тема да работиме. Доколку кажам не, се соочувам со друг предизвик, да не биде тоа планот, окей, продолжуваме да работиме на тоа. Најчесто на работениците се прават идеи. Например, на првата работилница имавме свот анализа, на која таа сакаше најпрво мене добро да ме запознае, да ги согледа моите страни јаки и слаби. И според тоа да знае во кој дел да ме насочи и како да ми помогне стрикно во која точка, например. Интересно е тоа што менторството не го знаат сите професори и лично мојата професорка воопшто не беше запознаена со овој поим што значи менторство и сите поврзани работи со менторирањето. Меѓутоа го прифати тоа како предизвик и навистина ме радува и сум среќна и благодарна што многу доволно се посвети и јас имав видливи резултати од менторирањето. Например, можам да споменам дека на првиот колоквиум бев скоро изгубена, не знаев ниту како се полага, ниту каков тип на прашања, ни како да учам. Имав навистина слаби резултати, што ме демотивира на некое многу ниско ниво. Меѓутоа со неа, реално, во вториот колоквиум сите резултати ги имав на дупло ниво кренато, дури повеќето предмети ги положив. Тоа значи дека менторството ти помогна во тој процес на, ајде да кажеме, падови кои се случила на почетокот, меѓутоа со текот на времето, претпоставувам како што кажа, си ги надминава. Да. Навистина голема е поддршката од менторот и реално би сакала повеќе студенти да бидат вака менторирани и да ја согледаат користа од менторирањето. Исто така и професорите од нивна страна да знаат што е менторирањето и на некој начин и да не бидат ментори, да се наоѓаат во вакви ситуации на студентите. Дека менторството е градење на професионален однос помеѓу студентите и професорот, зборува и професорката Каролина Ристова Астерот од Правниот факултет Јустинијан I, која изминатиот период работи во континуитет со студентите кои ја избрале за менторка при нивниот процес на образование. Професорката Каролина Ристова Астерот потенцира дека менторството е метод кој им овозможува на младите студенти личен развој и дека преку менторството им се овозможува насочување, советување и мотивирање за понатамошно образование, а паралелно со тоа и поттикнување за развојот на нивните знаења, вешти. И самите студенти, во случајот на Правен факултет Јустинијан I, си бираат свој ментор, односно менторка, значи веќе во старт има еден позитивен однос кој што студентите сметаат дека некој може да ги менторира и тоа мислам дека е добар пристап, значи не е рома верзијата тој кој што им го наметнува менторот, односно менторката, туку тие самите и во таа смисла се заинтересирани во однос на тоа што менторот, менторката има да ги поучи во било која смисла. Нормално потоа се прашува избраниот, односно избраната менторка, дали се согласува и како што кажав јас, апсолутно со две раце го прифатив целиот проект, ми се допаѓаше и концептот, ми се допаѓаше и тој нов вид на искуство, кој што ја лично би го стекнала. Програмата е многу фокусирана, тоа многу ми се допаѓа, значи има цели по секој месец кои што горе-доле треба да се исполнат, меѓутоа има доволно простор за да се индивидуализира програмата спрема потребите на секој студент, односно студентка и има флексибилност во таа смисла. Сите тие почетни маки што ги имате со студирањето е добро да имате некој да ви помага да се ориентирате, да си ги решите дилемите. Ако нешто не знаете,
нормално да побарате совет, а и плюс во однос на она што е поширокиот контекст на студирањето, затоа и добра менторската програма на Рома Верситас, значи се работи за менторирање околу административниот аспект односно логистичкиот аспект на студирањето, па потоа како постепено да се подготвувате за идната професионална кариера. Например, баш последната менторска средба во март што имавме, например, за илустрација, беше околу учење како да се подготвува академско, односно професионално CV, односно биографија. Има темплети за тоа, еден од сугиранијата, например, од Рома Верситас е Юрапас, потоа јас ги поучив и за други варијанти, како може, значи генералниот концепт, например, за платформи професионални, како LinkedIn, за правење кратка биографија, правење приспособена биографија, нели вие имате основна професионална, меѓутоа во зависност од местото каде конкурирате, што треба да го нагласите како силна страна. Потоа, например, за кои организации од професионален аспект се добри за нив, па до работи каде што, еве во случајот на двајцата мои менторирани студенти, каде што земат часови било за учење или за освежување на англискиот јазик, па минатата средба исто разговаравме, например, кои филмови се добри да ги гледат или серии, за да си го јакнат правниот речник на англиски јазик, нели едно е општото знаење на јазикот, меѓутоа сосема друго е професионалниот јазик, особено во контекст на правото, тоа е многу важно, целата терминологија, многу е прецизна и така натаму. Значи има цел спектар на активности кои што ги подразбира менторирањето. Значи во текот на менторскиот процес имаме и такви некои понеформални моменти, меѓутоа и работиме и структурирано таму каде што им треба совет, каде што им треба ориентација, каде што има дилеми. За некои работи морам да ги искарам, нели нормално. го има условно кажано на што го вика tough love на англиски, нели, или понашки стапот и морковот. Менторирањето во програмата Рома Верситас е одлична програма. Она што е за мене битно, значи битно е што се доведуваме во ситуација да ја зголемиме еднаквоста на образовните шанси. Особено во рамките на субкултурите во Република Северна Македонија, а ромите ни се најзначајна субкултура која што ни е битна да профункционира еднаквост на образовни шанси. Програмата тоа го прави, одлична е. Мој предлог е, ако може да се прошири на повеќе ромски деца, повеќе ромски. 2 години се најбитни, клучни во развојот на целиот тој научен капацитет, кариерен систем кај студентите. Ако може, ако има средства, нели да се прошири на 2 години. Се друго е перфектно. И мислам дека сте дури целата оваа програма е подобра и од сите оние владени програми на КУП што даваат некакви стипендии во однос на зголемување на еднаквост на образовни шанси. Тоа е програма пред се за поддршка на тие млади луѓе во нивниот личен и академски развој, поддршка во смисла која што преку таа програма за менторирање бија добиле преку редовни средби со својот професор ментор, и таа поддршка им е навистина потребна затоа што кога првпат младите луѓе ќе влезат во една високообразовна институција, треба да се снајдат во однос на информациите кои што им се потребни, ориентацијата, самиот наставен процес, извори и начин на користење на стручна литература, значи поддршка во тие домени, во доменот на административните процедури кои што ги очекуваат. При тоа на тие средби менторски се применува најсовремени стратегии и методи, ги има навистина многу, јас ќе набројам само неколку различни форми на самоеволација на студентот, понатаму давање задача на студентот самиот да си состави една листа на цели задачи што треба да ги исполни, а потоа да се провери дали се тие цели задачи исполнети. Потоа така наречениот SWOT метод,
при што доколку студентот во текот на менторирањето или воопшто во својот академски живот размислува за некаква идеја или има некаков план, преку таа свот анализа може да ги утврди, да ги идентификува силните страни на таа идеја, слабите страни, слабостите, можностите и може би проблемите со кои што би се соочил, или пак така наречената смарт метода, кога повторно студентот во својот академски живот има одредена цел, со помош на инструментите што ги нуди тој метод да утврди дали таа цел е реална, конкретна, изводлива, дали може навремено да се спроведе, дали ќе може да има мерливи резултати. Освен тоа, во текот на процесот на менторирањето, пристапот беше и многу прагматичен, така што со студентите вклучени во овој проект на Рома Верзитас уча како се пишуваат мотивацијски писма, како се составува професионална биографија според Европас стандардите, најразлични форми на формална комуникација, како и одредени елементи на академско пишување. Студентите кои што беа менторирани од моја страна можат да имаат бенефити и користи од програмата на 3 нивоа. Во однос на нивниот личен развој, во однос на нивниот професионален развој и академски развој, бидејќи она што го пативме со планираните активности беше мултидимензионално. Прво пативме изучување на некои вештини и знаења кои што ќе им помогнат на студентите пред се во нивната ориентација во академската средина. Значи, тука ја работевме формалната, неформалната комуникација, некои стандарди кои што се битни за академската средина, битисувањето во таа средина. Понатаму пативме некои практични моменти во однос на нивната ориентација во студирањето. Значи, како да се снаоѓаат на факултетот, како да почитуваат рокови, како да си ги одредуваат своите приоритети. Исто така една од работите што мене лично ми се допадна, тоа беше вложување и инвестирање преку оваа програма за менторирање во нивниот натамошен професионален развој, па тука ги работевме како да се напише едно CV, како да се напише мотивационо писмо, тоа се некои алатки кои што ќе им требаат и за времето на додипломските студии, но и понатаму од кога ќе завршат факултети, кога ќе бараат работа. Преку оваа програма нешто што е многу битно ги запознаваш студентите, малку повеќе од оној службена релација. Имаш, значи, една прилика подобро да сознаеш еден студент, позадината негова, социјалниот бекграунд кој што е. И често пати имавме можности да разговараме и за социјалните вештини, како да се биде дружелюбив, како да се биде джентламен. Разговаравме за нивните очекувања во животот, нивните интимни доживувања во однос на студирањето. И лично за мене тоа беше најдобриот дел од менторирањето, така што со сите овие студенти, освен што имаме една службена релација на професор и студент, се формираат и едни блиски, пријателски односи и навистина како професор станувате навивач на една успешна кариера понатаму. Активноста менторство е дел од проектот Рома Верзитас со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности, финансиран од Ромскиот образовен фонд од Будимпешта.